Центарот за управа со кризи ја пренесува информацијата од фирмата Rapid Build ДОО, дека заради безбедност движењето на граѓаните во близина на гасоводната делница Скопје-Гостивар ќе биде регулирано и тоа во сигурносен појас од 100 метри од двете страни на цевката, заради пневматско испитување на цврстината и непропустливоста на магистралниот гасовод делница Скопје-Тетово-Гостивар во 3 последователни временски интервали. Во известувањето до ЦУК, Rapid Build известува дека во согласно со законските регулативи и одобрената процедура за работа од инвеститор и надзор на проектот за изградба на магистрален гасовод Скопје-Гостивар за време на изведувањето и испитувањето на цврстината и непропустливоста, пристап на неовластени лица во сигурносен појас од 100 метри од двете страни на цевката е ограничен. Јавното предпријатие Градски паркинг Скопје ги известува граѓаните дека од 1 јуни 2024 година започнува летното работно време на јавните паркинг зони. Работното време во зоните А, Б, С и Д ќе биде од понеделник до сабота од 7 до 23 часот. Ги замолуваат корисниците да внимаваат и навремено да извршат наплатата за паркирање според новото работно време. Општина Ѓорче Петров во соработка со Црвениот крст Карпуш организира нова крводарителска акција за сите заинтересирани крводарители и граѓани кои се подготвени на ваков начин да ја покажат својата емпатија кон оние на кои им е неопходна помош. Акцијата ќе трае од 9 до 15 часот во Центарот за култура Ѓорче Петров. 34-годишен скопјанец е тешко повреден во сообраќајна несреќа на автопатот Гостивар-Тетово. Во СВР Тетово било пријавено дека на автопатот Гостивар-Тетово кај Клучка Камењане патничко возило Hyundai Genesis со скопски регистарски ознаки управувано од 34 годишен скопјанец излетало од патот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот, констатирани во клиничката болница Тетово, соопштија од полицијата во дневниот билтен. Увид на местото извршила екипа од СВР Тетово. Tamo je Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi rasute sni. Večno ke ja sakam, u Boga ja